студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска се во посета на општина Кавадарци во рамки на теренските посети каде што срцето е дома и ќе извршат увид во градежни активности на повеќе проекти. Планирано е отворање на спортска сала, пуштање во употреба на нова улица и увид во градежни активности на уште неколку проекти. На крајот од април истече рокот за пријавување на проекти со кои општините беа повикани да аплицираат на последниот владин повик за распределба на средства. Министерот за локална самоуправа Златко Перински на последната пресконференција минатата недела во владата соопшти дека на неколку дена пред истекот на рокот 17 општини воопшто немаа поднесено апликативни формулари. Во вториот јавен повик беа предвидени и ставени на располагање до 15 милиарди денари за капитални инфраструктурни проекти. Се покажа од првиот повик дека најголем интерес има за подобрување на патната инфраструктура, бидејќи од 288 проекти дури 225 се за подобрување на оваа инфраструктура и се реализира преку Министерството за транспорт, објасни тогаш Перински. Го следиме овој настан, детали ќе имаме во следните информативни изданија. Македонија бележи пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите за 2025 на Репортери без граници. За разлика од минатата година, кога беше на 36-тото место, оваа година е на 42-та позиција. Иако новинарите не работат во непријателска средина, широко распространетата дезинформација и недостатокот на професионализам придонесуваат за намалување на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закани и напади, констатираат од Репортери без граници во краткото објаснување. Во регионот подобро рангирана од Македонија е само Црна Гора, која во најновиот извештај бележи раст од 3 места и се наоѓа на 40-та позиција. Соседна Грција 89-та, Бугарија 59-та со пат од 11 места. Албанија има раст од 19 места, но е рангирана на 99-та позиција. Падот на Македонија за 6 места на индексот за слобода на медиумите за 2025 објавен од Репортери без граници е уште еден алармантен показател за погрешната насока во која оди државата под власта на ДПМН, велат од СДСМ во писмено соопштение. Наместо да работат на напредување на демократските стандарди, владата предводена од ДПМН се враќа на старите методи на контрола, притисоци и страф. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, слободата на медиумите се гуши, новинарите се ставаат под притисок, а медиумскиот простор се затвора. Оваа тенденција повторно се потврдува, се вели во соопштението на социјалдемократите објавено утрово. И во ДУИ загрижени за падот на Македонија на индексот на слободата на медиумите. Падот на Македонија за 6 места на најновиот индекс на Репортери без граници представува сериозен показател за негативниот тренд во демократското управување и односот кон критичкото мислење во земјава. Деталната анализа укажува на сериозни слабости од политичкиот контекст и правната рамка до економските притисоци и безбедносната состојба на новинарите. Загрижувачки е што во извештајот јасно се детектира постоење на одредени паралелни медиумски системи директно поврзани со политички и економски центри на моќ кои влијаат врз уредувачката политика и ја поткопуваат довербата на граѓаните, се вели во соопштението кое што го испрати од ДУИ. Падот на индексот на Репортери без граници се должи главно на ширење на лажни вести и дезинформации. Главната фабрика за лажни вести и дезинформации во отсуство на конструктивни политики се СДС и Венко Филипче, зашто како партија имаат и осудителни пресуди, се вели во соопштението на ВМРО ДПМН. Борбата против лажните вести е заедничка одговорност на сите општествени фактори. Подсетуваме дека СДС е главниот финансиер и мецена на лажните вести и тој полусвет кој оваа партија го одржува. Тоа е последица и на отсуството на политики и предлози кои ќе бидат конструктивен фактор во општеството. СДС е синоним за неспособност, предавства и криминал, се вели во соопштението кое што го испрати од ВМРО ДПМН. Во рамки на работната посета на Јапонија, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски оствари средба со Шохеј Хара, заменик председател на Јапонската агенција за меѓународна соработка, надлежен за соработка со Европа. Во рамки на работната посета на Јапонија, министерот за надворешни работи Муцунски на оваа средба во фокусот на разговорите, како што соопшти од министерството, го ставил делот на развојна и техничка помош која јапонската влада во континуитет ја дава на Македонија
Македонија преку финансирање на проекти и програми во разни области. Министерот Муцунски истакнал дека Јапонија е еден од најзначајните билатерални донатори на нашата држава со вкупна помош која надминува 430 милиони евра. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, индустриското производство во секторот енергија во март оваа година бележи значителен раст од 13,8% во однос на истиот месец од претходната година, соопшти денеска Министерството за енергетика. Со усвојување на новиот закон за енергетика се очекува ваквиот позитивен тренд да продолжи во наредниот период преку интензивирање на инвестициите во обновливи извори на енергија, модернизација на мрежата и развој на батериски системи за складирање на електрична енергија, се вели во соопштението на Министерството. Оттаму додаваат дека продолжуваат со спроведување на стратешки политики кои ќе обезбедат сигурно, достапно и чисто снабдување со енергија за сите граѓани и за стопанството. Јавниот долг бележи намалување за 36 милиони евра во апсолутен износ, што е 4,7% поени во однос на бруто домашниот производ, соопшти утрово Министерството за финансии. Во моментов долгот изнесува околу 9,5 милиарди евра, што е 57,7% од бруто домашниот производ. Од Министерството за финансии велат дека намалувањето на долгот се должи на мерките кои се превземаат за фискална консолидација, мерките за намалување на непродуктивните трошоци, како и напорите за подигнување на економската активност. Министерството за финансии го објави и нивото на државниот долг во првиот квартал од оваа година, кој изнесува 50,1% од бруто домашниот производ и бележи намалување од 3,7% поени. Секоја пета казна која вчера ја напишале службениците на МВР во редовните контроли низ земјава била за возење под дејство на алкохол, информира полицијата во пресекот направен утрово. Според него, вчера, кога традиционално се прославуваше 1 мај, од 613 напишани казни, дури 132 биле за управување на автомобил под дејство на алкохол. Од МВР издвојуваат случај во кој 44 годишен жител на општината Старо Нагоричане бил запрен со 1,78 промили алкохол во крвта, при што веднаш бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. Дополнително уште 114 лица биле затекнати како управуваат возило без возачка дозвола. Исто така, согласно законот за возила, 24 возила биле отстранети заради тоа што биле нерегистрирани, а 4 возила заради техничка неисправност. Од МВР велат дека продолжуваат со интензивни контроли на сообраќајот и апелираат до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила. На Охрид почна да му недостига соодветна патна инфраструктура по засилената урбанизација која се врши таму во последните 10 години. Големиот број нови згради отвараат потребата и од нови пристапни патишта. Ова беше дел од дебатата и во Охридскиот совет на последната седница. Таму беше и нашата дописничка Нина Ритоновска. Во Охрид згради никнуваат на секој чекор. Засилената урбанизација го наметнува и најголемиот проблем – обезбедување на пристапни патишта до објектите. Од општината најавија дека во иднина ќе бараат начин за зголемување на комуналиите, за уредување на градежното земјиште или неиздавање на градежни одобренија онаму каде нема економска исплатливост. Доколку средствата што се предвидени за уредување на градежното земјиште се повисоки од она што треба да оплатат како комуналија, во тој случај пред да се издаде одобрение ќе бараме начин да се зголеми цената за да има финансиска исплатливост. Значи не треба да се дозволува да се издаваат одобренија каде што не е решен пристапот и каде што проблемите доаѓаат од после. Стотици случаи за експроприација на градежно земјиште чекаат на ред, а во меѓувреме се носат нови детални урбанистички планови, обвини советникот од редовите на ВМРО НП Костоски. Значи грешката е кога се носат урбанистички планови, кога се планираат плановите. Тогаш е грешка. Тоа се гледа колкава зграда, колку е очекуваниот ефект од комуналиите и пристапните патови. Меѓутоа секој пат и не се гледа исплатливоста, мора да се урбанизираат населби, така мора да ги урбанизираме. Меѓутоа не и по секоја цена и не со згради. Од локалната најавија дека службите се при крај со изработката на програмата за приоритет при експроприациите и на следната седница истата ќе биде доставена до советниците. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Вести од светот.